Кога станува збор за суперавтомобилите скроени по британски терк, Мекларен е најистакнат нивен представник. Со децении оваа компанија еволуира вметнувајќи во секој следен модел подобрена моќност, намалена тежина, дотеран изглед и дополнителни опции за да се издвои од својот претходник, чие производство Тивко заврши минатата година. За експлозивноста задолжен е истиот 4-литарски V8 со двојно турбо. Сега моторот доби полесни клипови и нов систем за управување на работењето. Резултатот е 750 коњи и 800 Нм вртежен момент. Моторот врти до 8500 вртежи во минута, а засилувањето од 30 коњски сили и 30 Нм овозможуваат забрзување од мирување до 100 км/ч за 2,8 секунди во двете каросерии. Спринтот од 0 до 200 км/ч трае 7,2 секунди во моделот со фиксен покрив и 7,3 секунди во варијантата Spider. Максималната брзина изнесува 332 км/ч и во двете изведби, вредност што е единствено полоша во однос на претходникот 720S. Од видливите промени се забележуваат новите браници, потесните доводи за воздух и дифузорот. Мекларен нагласува дека за 750S се направени повеќе невидливи измени. Суперавтомобилот се одликува со најновата верзија на поврзаната хидраулична суспензија на брендот PCC-3 со нови лесни пружини и амортизери и ревидирана геометрија. Компанијата вели дека ова го прави поагилено 720S, подобрувајќи го чувството и повратните информации. Внатрешноста не е многу променета. Се наведува новиот централен информативен екран со подобрена графика и надграден систем за камери со заден и 360 степени приказ. 750S се одликува со McLaren Control Launcher, кој им овозможува на возачите да ги складираат своите омилени поставки за погонската група, менувачот, управувањето и аеродинамиката и да се вратат на оваа конфигурација со притискање на копче. За околу 300.000 евра можете да станете собственик на купе верзијата, додека за Спајдерот ќе треба да се доплатат 15.000 евра.